И веќе време да го поздравиме Мартинијар Кириловски, да ти посакаме добро утро, секако и да ти се заблагодариме за издвоеното време утрово. И да му честитаме, и да му честитаме. Секако. Сакам да кажам дека подолго го договараме гостувањето, но вредеше затоа што еве баш по објавувањето на дуетот во текот на вчерашниот ден ќе имаме прилика да слушнеме малку повеќе од тоа, па да фатиме со ред. Ајде, еве тебе ќе ти. За како му доаѓа тоа? Прво за приватно поле. За просување, само за просување, да, честитки. Ви посакуваме многу убав заеднички живот, се разбира, и убава музика, веројатно ќе оди во друга насока музиката, односно нова инспирација, ново поглавје од животот. Ви благодарам на предсена поканата, еден голем поздрав до вас, до сите гледачи на вашата емисија на Македонска радио телевизија. Ви благодарам пред се и за убавите зборови. Епа, бидна и тоа. Мора. У свое време. Секако. Ајде да почнеме со Бисер на Јадранот, фестивалот во Тиват. Покана, убава соработка, знам дека е со Митко Чешларов. Митко Чешларов, тој е заложен за музика и текстот, а за аранжман е Ангел Ќосев. Мислам дека направивме една убава фестивалска песна која мислам дека ќе го добие оној свој траш покрај морето, пошто со оглед на тоа дека покрај море се вика Сир Ена. Ова не е прва ваша соработка со Митко? Да, ова е. Имавте и втор. Претходно имавме песна премиерно за мојата продукција, тоа е Грант продукцијата, така да ова не е втора соработка. Така ни е некако и поводот за денешното гостување, затоа што имаш нови музички проекти, меѓутоа и веќе регионална кариера која што кажа и Драги на самиот почеток, веќе докажан и на домашен терен, меѓутоа и во соседството. Како се одвиваат работите, што се работи во моментов и освен настапите на фестивали, снимање нови музички парчиња, каде се движи во моментов твојата музичка кариера? Со оглед на тоа дека вчера искочи мојата нова песна, тоа е мојот прв дует со прв дует со Драгана и Јовановска. Тоа е една млада девојка која доаѓа од Куманово. Исто така да, но има извонреден талент, извонреден глас, така да решивме со неја спонтано да направиме дует. Целото дело е во авторско дело на Роберт Билов, а видео спотот е на Алек Тасевски. Има ли време за одмор, Мартинијан, пошто многу активности, песни? Да ви кажам најискрено, едва чекам. И ние. Покрај свирките и настапите, едва некако успеав да прилагам, така да едва чекам да дојде тој момент да успеам едноставно да спием и да не мрдам, да не правам ништо. Меѓутоа, од оно што се ни наброи, веројатно за брзо тоа нема да се случува, затоа што си прилично активен во однос на новите песни кои што ги имаш и на српски јазик, токму на однив во моментов ја слушаме, какви се реакциите, како си ти задоволен и еве личното искуство, кога ти е поголем предизвикот кога објавуваш песна на македонски на свој јазик, на домашен терен, дали тие коментари и реакции повеќе допираат до тебе затоа што од страна некако може би го гледаш на поинаква дистанца? Знаете што, јас секогаш имам некоја позитивна трема кога излегува моја песна Бесар, разлика дали е на македонски или на српски, меѓутоа морам да признам дека пред своите е малку потешко. Имам поголема одговорност, поголема трема, така да мислам дека ги ставам сепак песна е песна, не познава граници, не познава никакви бариери, јазици. Музиката е универзална. Тоа веќе се години на нас го докажуваш дека е така. Сијата на нас музичарите е да твориме музика, а од друга страна па да добиваме и
поддршка. Така е. Спомена, еве, кога сме на домашен терен, тремата и нели таа одговорност пред да се објави секој нов проект и моментот што особено се радува што повторно се враќа Македонија на евровизиската сцена и дека ти е еден од неостварените веројатно сонови, како со што би се представувал, како го замислуваш целиот тој процес, дали ќе ќе биде нашите колеги нормално малку да лобираме за Мартинија. Тоа ми е сон уште од мал да ја представам Македонија на Евровизија и се надевам дека еден ден ќе ми се оствари и особено ми честитава што еве следната година Македонија се враќа таму каде што и е местото. Мене ние си ја сакаме многу и веќе ја поздравиме во овој момент. Голем поздрав до мене. И се разбира, ти реков ќе лобираме ние. Значи сепак да се вратиме на фестивалот Бисер на Јадранот во Тива, тоа е на 18 јули. Да, сега во сабота. Ние значи кажавме дека македонската телевизија ќе врши директен директен пренос, така што ќе останува да уживаме во да. твоите изведби таму во твојот настап. Благодариме Мартинијана за издвоеното време утрово. И Успеме многу успех ти посакуваме. И на приватен план и кариера, па и да те нас. видиме на Евровизиската Ви сцена, благодарам разбира. многу на поканата.